издание. Американците напуштиле работа во рекорден број во август, соопшти Оделот за труд. Кои се причините? Нови технологии ветуваат нула емисија на јаглерод диоксид до 2050 година. Филмското деби Сестри, со кој беше отворен фестивалот Браќа Манаки, ја крева свеста за насилството на социјалните мрежи. Интервју со режисерката Дина Дума. За сите детали, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Рекорден број на американци напуштиле работа во август, објави Оделот за труд на САД. Според извештајот што го пренесе Associated Press, отказите скокнале до 4,3 милиони во август, највисока бројка од декември 2000 година. Тоа е речиси 3% од работната сила во државата. Податоците силно сугерираат дека една од причините за ваквата состојба е брзото ширење на делта варијантата на COVID-19. Голем дел од отказите се во рестораните и хотелите, а ги има и во малопродажбата и образованието. А од другите вести. Емисијата на јаглерод диоксид до 2050 година би можела да се намали до нула со помош на нови технологии. Но дали владите може да инвестираат во вакви иновативни решенија? Повеќе за ова во наредните неколку минути. Во септември некои енергетски компании кои се обидуваат да ја намалат емисијата на штетни гасови во атмосферата, славеа голем успех. Две компании во Исланд отворија една од најголемите фабрики за директно апсорбирање на јаглеродниот диоксид од воздухот и негово складирање. Капацитетот од 4000 тони јаглерод диоксид што се прибира од воздухот секоја година е феноменален. Потоа им го предаваме овај јаглерод диоксид на партнерите да го внесат под земја. Таму јаглеродниот диоксид буквално се претвора во камен. На почетокот на годинава, Меѓународната агенција за енергија предупреди дека владините ветувања во однос на климата можеби не се доволни со оглед на обврската да се намали емисијата на јаглерод диоксид до нула до 2050 година. Ова е Лора Анадон од Универзитетот Кембридж. Ако немаме чиста енергија, тогаш нема да има намалување на емисиите. Првиот фокус треба да биде декарбонизација на енергетскиот сектор и инвестиции во технологии, што може да обезбедат стабилен енергетски капацитет. A.J. Гамбер, истражувач на климатските промени во Кралскиот коледж во Лондон, вели дека верува оти два енергетски извора досега направиле значаен исчекор. Ветерниците наблегуваат во енергетскиот систем доста брзо низ светот во овој момент и се доста ветувачки. Но предизвиците остануваат кога се работи за складирање на енергија на долг рок. Направивме голем напредок во однос на трошоците и литиумските батерии, чија цена изминативе 10 години се намали за 85%, главно поради примената на пазарот за електрични возила. Конференцијата за климатски промени на Обединетите нации годинава ќе се одржи во ноември во Глазгов, Шкотска. НАСА нуди помош во борбата против пожарите. Вакви тестови веќе почнаа да се прават во Сан Франциско, Калифорнија. Воздушни танкери, хеликоптери, падобранци и екипи на земја. Модерната реакција на пожарот има многу подвижни делови. Лицето кое го координира сето тоа кружи во авион, внимавајќи авионите да останат на безбедни растојанија едни од други. Тие слушаат 4 или повеќе фреквенции во исто време, всушност ја организираат целата работа. Тоа е феноменално, неверојатно. Џои Мерсер е истражувач во НАСА, Американската вселенска агенција. Тој дојде нова вежба за обука за пожар во Северна Калифорнија за да тестира нова алатка со акронимот Стерео, што може да им помогне на надзорниците на пожари да ги следат сите надзорници во воздух и на земја. Треба само да бидете сигурни дека секој знае малку повеќе за тоа каде се наоѓаат сите овие шаховски фигури, бидејќи работат заедно како тим. Авионите постојано ја пренесуваат нивната позиција и другите информации што се снимаат и визуелно се прикажуваат на екраните на Стерео. Стерео исто така може да ги следи најновите членови на противпожарниот тим, дроновите, а тие со инфрацрвени камери може да забележат нови жаришта. Беспилотните летала се користат и за фрлање запаливи уреди, предизвикувајќи намерни пожари за да се создаде прекин на патеката на пожарите.
We're seeing a tremendous Гледаме огромна придобивка од безбедносен аспект при движењето кон овие системи. Но дроновите носат и своји ризици. If there is a collision between a Ако drone дојде до судир помеѓу дрон и хеликоптер или авион, тоа може да биде катастрофално. Системот стерео им овозможува на противпожарните команданти да дефинираат области познати како геоогради, во кои дроновите можат безбедно да работат. we can build a geofence. Можеме да изградиме геоограда со нив и тие ќе останат на источната страна, а ние ќе бидеме на западната страна. Визуелната алатка за безбедност и стратегија е се повеќе во преполниот воздушен простор. А во Македонија, филмот Сестри на режисерката Дина Дума е македонски кандидат за Оскар. Одлуката денес ја соопшти Друштвото на филмски работници. Во конкуренција бил и филмот Исчезнатиот на режисерот Арбен Тачи. Колегата Тоша Огњанов неодамна зборуваше со Дума за улогата на филмот во борбата против насилството на социјалните мрежи. Погледнете. Толку. Филм што удира в лице и ја покажува болната вистина за насилството меѓу младите. Така дел од филмаджиите го оценија Сестри, филмското деби на младата режисерка Дина Дума, со кој беше отворен фестивалот Браќа Манаки. Ова е дури фина слика, филмата фина слика на тоа што се случува со младата генерација моментално. Филмот е инспириран од вистински настан, но и од личните искуства на тинејџери, со кои филмската екипа разговарала пред да почне снимањето. Поминавме 6 месеци во кастинг и разговаравме со многу девојки. Тие беа доволно отворени да ни ги пренесат нивните искуства. И навистина тоа што го слушнав како приказни од нив, како искуства од нив, беше за мене фрапантно. Затоа што додека го пишував сценариото, не бев сигурна дека тоа е реалната состојба во која што се наоѓаат младите. Како што вели режисерката Дума, главен виновник за состојбата во која заглавува новата генерација е зависноста од социјалните мрежи. Патат од тој момент на социјални медиуми со кои што се обседнати и на кој што навистина тоа е еден нивни свет за кој што ние не сме никако свесни. Актерската екипа ја сочинуваат девојки и момчиња тинејџери. Не се професионални актери, но нивните емоции се вистински. Конкретно за овој филм тоа беше предност, зашто за мене беше важно да тие да дадат некакво нивно искуство од нивниот свет, да го внесат во сценариото, во приказната, во стилот на филмот, за да се постигне тоа на чувство на реализам. Младите генерации, родителите, надлежните институции, режисерката се надева дека филмот ќе допре токму до нив. За мене е важно овој филм да стигне до публиката, до младата публика, меѓутоа и до постарите. Да стигне до државните институции кои што се надлежни за младата генерација. И се надевам дека ќе покрана свесност за тоа што се случува со нашата младина. Не верува дека уметноста може да го смени светот целосно, но се надева дека ќе потекне позитивни општествени промени. Луѓето гледам дека се некако спремни да разговараат на оваа тема веќе. И се надевам, барем, многу амбициозно да кажам дека овој филм сега ќе го смени светот. Меѓутоа се надевам дека ќе отвори дискусија и таа дискусија ќе донесе нешто ново и нешто позитивно и дека работите некако ќе почнат да се менуваат. Филмот Сестри веќе освои награда на чешкиот фестивал во Карлови Вари. Авторската екипа се надева на негова скорошна дистрибуција и низ македонските киносали. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Благодарам што не гледавте. За повеќе информации од САД и од светот, појдете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. Ве поздравувам, до утре.